Кочани денеска одбележува прва годишнина од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, во кој загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 200 беа повредени. Родителите и семејствата на настраданите секоја сабота одржуваат марш на ангелите, правдата ја бараат преку тековниот судски процес против одговорните за трагедијата. Централниот настан од одбележувањето беше меморијалот под наслов Недовршени соништа, секое име е нечии свет. Стотици учесници запишаа зборови на тага и утеха во книгата на жалост, како завршница на годишнината и сеќавањето на младите животи што прерано згаснаа. Претходно се одржа и комеморативниот настан, ден на сеќавање посветен на жртвите кои ги загубија животите поради институционална негрижа и сериозни пропусти во работењето на објектот, кој по ниеден стандард не можел да функционира како дискотека. Пред објектот беа поставени 63 бели срцења со испишани имиња и години на раѓање на сите настрадани. Од Сдруженијето 16 март 2025 Кочани порача: нека светлината сведочи да не заборавиме, нека тишината зборува за љубовта што останува. Во 2:32 часот од времето на трагедијата, родителите, семејствата и граѓаните на Кочани запалија свети пред дискотеката, оддавајќи почит кон младите животи и потсетувајќи на важноста од сеќавањето и превенцијата на слични трагедии. Во Кочани денеска се одржа комеморација по повод годишнината од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, при што голем број делегации, институции и граѓани се собраа за да оддадат почит кон настраданите. Меѓу присутните беше и премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна дека ова е ден за сеќавање и почит кон невините животи што прерано згаснаа. Денес во Кочани оддаваме тивкан од длабока почит кон невините животи што прерано згаснаа. Една година подоцна болката и празнината се уште се чувствуваат во секое срце. Заедно со нив живее и сеќавањето на недовршените соништа, напиша премиерот на социјалните мрежи. Како дел од официјалната комеморација, Мицкоски се потпиша во книгата на жалост како израз на солидарност со семејствата на настраданите и учествуваше на настанот Ден на сеќавање 16 март 2025 во Центарот за култура Бели Могри. Премиерот нагласи дека сеќавањето на настраданите не смее да се заборави и дека човечноста и единството треба да бидат водилка за општеството. Нека споменот за нив остане вечен, а нашата заедничка човечност и единство нека бидат сила што ќе не води напред. Со длабоко сочувство кон семејствата Кочани памети и Македонија памети. Комеморацијата во Кочани имаше цел не само да оддаде почит на жртвите, туку и да потсети на важноста од превенција на несреќи и безбедност во јавните простори. Присутните делегации и граѓани изразија сочувство и поддршка за семејствата погодени од трагедијата, истакнувајќи ја потребата од заедничко действување за спречување на слични несреќи во иднина. На годишнината беа присутни представници на локалната самоуправа, јавни институции, организации кои активно работат на обезбедување на безбедност и заштита на граѓаните, како и ученици и граѓани од Кочани кои го почувствувале влијанието на трагедијата. Настанот се одвиваше во тивка и читлива атмосфера со момент на молчење и положување цвеќе пред местото на трагедијата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче присуствуваше на настанот во Кочани посветен на годишнината од трагичниот пожар во дискотеката Пулс, во кој загинаа 63 млади лица, а повеќе од 200 беа повредени. Денеска во Кочани оддаваме длабока почит кон прерано загинатите млади животи. Не постојат зборови што можат да ја опишат болката и тагата на семејствата кои ги загубија своите најмили. Сочувство кон родителите и нивните најблиски. Нека им е вечен споменот, напиша Филипче на социјалните мрежи. Настанот имаше за цел не само да оддаде почит на настраданите, туку и да ја нагласи потребата од солидарност и поддршка кон семејствата погодени од трагедијата. Присутните делегации, граѓани и институции се потсетија на важноста од превенција и безбедноста во јавните простори, како и одржувањето на споменот за младите животи што се изгубени. Оваа комеморација е дел од годишните активности во Кочани кои се одржуваат со цел да се зачува меморијата на настраданите во дискотеката и да се подигне свеста за безбедноста на јавните настани, истовремено да се покажат солидарноста и човечноста кон семејствата на жртвите. Амбасадата на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати ги известува македонските државјани кои се наоѓаат во Обединетите Арапски Емирати дека утре ќе се реализира уште еден организиран лет за евакуација на релацијата Дубај-Скопје. Од амбасадата информира дека граѓаните кои имаат неопходна и приоритетна потреба од евакуација треба во најкус можен рок да се пријават. Евидентирањето може да се изврши преку телефонскиот број
плюс 97156441752 или на електронската пошта abudabi@mfa.gov.mk. До сега се реализирани 4 организирани летови од регионот на Блискиот Исток со кои биле превезени вкупно 458 македонски патници. Амбасадата потенцира дека деталите и подготовките за новиот лет се во финална фаза. Граѓаните се охрабруваат да се пријават што е можно побрзо за да се обезбеди нивната евакуација. Со ова продолжува координираната акција на владата и дипломатските представништва за безбедно враќање на македонските државјани од регионот на Блискиот Исток. Регулаторната комисија за енергетика на Македонија денеска ги објави новите цени на горивата кои ќе стапат на сила од ноќеска на полноќ. Според одлуката, цените на бензините се зголемуваат за 7 денари по литар, додека дизелот поскапува за 6,5 денари по литар. Ова значи дека моторните бензини, дизелот и маслата за горење ќе се продаваат по повисоки цени во согласно со новите утврдени малопродажни цени на нафтените деривати. За споредба, претходно бензините и дизелот се продаваа по значително пониски цени, а поскапувањето ја одразува актуелната состојба на светските пазари на нафта и деривати. Регулаторната комисија потенцира дека редовно ги следи движењата на цените на нафтата на глобално ниво и ги прилагодува цените на малопродажба во земјата со цел стабилност на снабдувањето и транспарентност за граѓаните. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека Техеран не бара само привремени прекини на огнот, туку инсистира секој конфликт со Израел и Соединетите Американски држави да заврши со трајно решение. Според него, главниот услов за мир е крај на непријателствата без понатамошни последици. Аракчи се осврна на блокадата на стратешкиот Ормудски теснец, нагласувајќи дека преминот не е затворен за сите. Ормудскиот теснец е затворен само за непријателите и оние кои поддржуваат нивната агресија, изјави министерот, додавајќи дека бродовите од неутралните земји можат да поминуваат низ теснецот, но исклучиво во координација и одобрение од иранските сили. Оваа изјава е дел од пошироката дипломатска позиција на Иран, кој бара долгорочно решение за конфликти во регионот и истовремено ја истакнува контролата над клучниот премин за морски сообраќај. Во услови на растечки тензии, Иран ја користи позицијата на Ормудскиот теснец како стратешки елемент за обезбедување на своите интереси и влијание во регионот. Британскиот премиер Кир Стармер денеска изјави дека Велика Британија нема да биде вовлечена во поширока војна со Иран, но ќе соработува со сојузниците, вклучително и европските партнери, за повторно отворање на Ормудскиот теснец, критичен воден пат за транспорт на нафта и течен природен газ. Стармер нагласи дека ова нема да биде лесно и дека е потребен колективен, одржлив план за враќање на слободата на пловидба и ублажување на економските ефекти од конфликтот. Премиерот објави пакет од 53 милиони фунти за финансиска поддршка на најранливите домаќинства кои се подпираат на нафта за грејење, чија цена се зголеми поради енергетската криза предизвикана од регионалниот конфликт. Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека сака сојузниците меѓу кои Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја и Велика Британија да испратат бродови во регионот за да обезбедат отворен и безбеден премин низ Ормудскиот теснец. Овие изјави доаѓаат во контекст на растечки тензии во регионот и истакнуваат меѓународната важност на Ормудскиот теснец како стратешки премин за глобалните енергетски пазари, како и потребата од координирана меѓународна акција за стабилизација на снабдувањето со енергенси.